Со смислено сценарио и добар план национални шуми во изминатите години пати профит им отвораше на трговците, на сметка на граѓаните при продажбата на дрва, изјави заменик генералниот директор Кире Михаилов. Некој смислено дозволи да тендерашите, т.е. приватните складови, бидат полни со дрва, нашите празни, за да може цената на дрвната маса, на огромното дрво, да биде од 4 до 6 000 денари. Затоа што цената кај нас по складовите беше 3100 денари, а кај приватните од 4 до 6. Така да наша претпоставка, и мислам дека е тоа вистината, некој смислено го направи тоа сценарио. Во последните години се смени, а производството драстично опадна, анализира Михаилов. Во последниве неколку години таа слика се драстично смени. Производството опадна, многу опадна, со тоа што населението се снабдуваше пред се од приватниците, значи од приватните складови. Тоа некој најверојатно го направи смислено. И сега, за да во 2024 година констатираме дека претходното раководство, заклучно со месец 6, нема производство ни 100.000 метри кубни. Колкави се реалните потреби и реалното производство на дрва? Во минатото, Република Македонија имаше потреба од над 800.000 метри кубни, кој што стига до крајниот купувач, до потрошувачите. Без разлика, дел од тие 800 беа од приватни шуми, поголемиот дел 650-700 па и повеќе од 700.000 од производство и од складовите на македонски шуми. Годишно шумската полиција и редовната конфискуваат илјадници метри дрва и запленуваат стотици возила и превозни средства, но дрвократството продолжува. Сега во борбата против него се активирани дронови, на основен проблем и понатаму останува дрвократството во организирана форма, од кој профитот е милионски.